Внимавајте, почитувани гледачи, на устните на говорникот и внимавајте на содржината на она што ќе биде кажано во следните 30 секунди со цел да можеме да го проследиме разговорот потоа во студиото 5 на Македонската телевизија. Protecting your images and videos is crucial in today's digital world. From simple copying of your images to deepfake technology, cybercriminals exploit personal content for malicious purposes. Abuse of your images and videos can expose you to identity theft, cyberbullying, and extortion. Be cautious with posting and sharing images of your face and body, especially intimate images. Be aware that even images sent directly to other persons may end up being abused. Your privacy is important. Take care of it. Proteggere le tue immagini e video è fondamentale nell'attuale mondo digitale. Dalla semplice copia delle tue immagini alla tecnologia deepfake. I criminali informatici sfruttano i contenuti personali per scopi maliziosi. L'abuso delle tue immagini e video può esporti al furto di identità, al cyberbullismo e all'estorsione. Attenzione a pubblicare e condividere foto del viso e del corpo, specialmente immagini intime. Le immagini inviate ad altre persone potrebbero essere usate impropriamente. La tua privacy è importante. Prenditi cura di questo. Темата е Сайбер безбедност. Гостин во студиото е Божидар Спировски, експерт за сайбер безбедност. Ќе му кажеме добро утро на гостинот и ќе му признаеме дека одлично зборува и англиски и италијански. Благодарам. Јас не знав колку добро зборувам италијански, додека не го направивме во видео. Ке ни ја преведете содржината која што беше кажана? Накратко, значи, вашата приватност е многу важна. Секој денеска може да злоупотреби ваши слики, видеа на интернет. Апелот на крајот и на англиската и на италијанската верзија е дека бидете многу внимателни со видеата и со сликите кои ги ставате, кои ги објавувате, кои ги споделувате, и со редовните, да ги наречеме стандардни, и со интимните видеа и слики, затоа што дефинитивно денес е многу лесно тие да бидат злоупотребени. Сайбер, простор, современ живот, едно со друго, паралелна улица, не можеме без мрежите во денешно време, или можеме? Не можеме, веројатно. Веќе станавме, имаме дигитален живот, условно речено, сите. Паралелни животи. Еден физички, еден дигитален живот, но тие некако се преплетуваат, поврзуваат, имаат доперни точки. Пред малку говоревме дека контакти, одржување, многу ни е полесно преку дигиталниот живот, па после тој го преведуваме во својот физички живот. Но, за жал, дигиталниот живот не изложува, ако физичкиот живот не изложува на стотици или илјадници луѓе, дигиталниот живот не изложува на милијарди. Некои 5 милијарди моментално се активни на интернет. И меѓу нив има многу голем број на криминалци, луѓе спремни на злоупотреба. Не мора сите да речеме условно речено се криминалци, но луѓе со дубиозни намери, луѓе со намери да измамат некого, да продадат нешто. Ете, како што претходниот прилог го споменаа дека биле злоупотребени фотографии, изјави на лекари за да се продаваат некакви суплементи или не знам што се продавало, тоа стана денеска дел од редовната пракса во нашиот дигитален живот. За жал, дигиталниот живот ни е препон со лажни информации, затоа што е премногу тешко да ги демантираме. Веќе се надевам дека и гледачите видеа колку е премногу тешко и да препознаеме кој од двата беше вистинскиот говор, а кој беше лажниот. Добро, јас не зборувам италијански за сите, но тоа е тоа. Како да се заштитиме од она што потенцијално може да ни се случи? Дали одговорот е едноставен? Нема веќе едноставен одговор. Како што пред 120 години можеби некој не сакал да вози возило, колите биле нова работа, автомобилите биле нова работа, секој ќе кажал ќе одам пешки, ќе одам со конј, автомобилот е нешто што не треба да се користи и така натака. Денес е ситуацијата обратна. Имаше една многу убава изјава на интернет дадена пред 120 години. Богатите луѓе имале автомобили, а сиромашните конј. Денеска сиромашните луѓе имаат автомобили, а богатите луѓе имаат конј. Во тој контекст, употребата денеска на дигиталниот свет не можеме да ја избегнеме, мораме разумно да ја користиме и да се навратиме на метафората на автомобилот. Сите денеска возиме автомобили кои се спремни да возат 200 км на сат, можеби и повеќе. Ама ние ги возиме 60 и 80 км на сат. Тоа е затоа што со едукација, што со регулатива, што со
сопствена свесност веќе што е безбедно, се ограничуваме себе си на некое разумно користење на возилото, за ние да останеме безбедни и остатокот од популацијата да остане безбеден. Тоа ниво на свесност и едукација за дигиталниот свет, за жал, се уште го немаме усвоено. Да, постои некаков дигитален свет, дигитални алатки кои се бескрајно моќни, ама ние треба самите да одлучиме со која брзина ќе ги користиме, метафорична брзина, со кој ниво на вклученост, инволвираност, давање на информации ќе користиме, за при тоа да останеме безбедни на еден разумен начин. Секако и со 60 на сат возилото не е безопасно. Исто така и да, меѓутоа веројатноста е многу помала. Многу е, или штетата ќе биде помала. Така да еден апел кој што би го кажал. Сепак животот е релативен, не можеме да го најбезбедни сме ако си седиме дома, веројатно. Но за гледачите еден разумен апел. Ставете на интернет, посебно ако зборуваме за слики и видеа, видовте колку е лесно да се модифицира видео. Скоро перфектно да се модифицира видео. Ставајте на интернет само она со што сте комфорни да го видите на вести за вас. Значи, ако сте комфорни вашиот лик да биде виден на вести, дали во вистински контекст или во лажиран контекст, слободно. Ако не сте комфорни со тоа, не го ставајте вашиот лик. Посебно внимавајте на интимни фотографии, интимни видеа, тие се споделуваат со условно речено луѓе од доверба, но дали тие ќе останат луѓе од доверба, останува прашање за вас и за процената на вашиот ризик, но исто така дали нивните уреди и компјутери утре нема да бидат компромитирани и тие во доверба споделени фотографии и видеа нема да бидат украдени. И пак да ги имаме на вести кои што не сакате да ги видите. Зборуваме за сајбер безбедноста, зборуваме за сигурноста на луѓето во она што го користат. Дигиталните алатки се бесплатни, меѓутоа излегува на крајот дека не се бесплатни, туку дека се само фиктивно бесплатни. Постои политика за користење на дигиталните алатки, на која сите се согласуваме. Колкумина од оние 5 милиарди луѓе го прочитале тоа што го пишува на медиумот, кој што ни го нуди како опција. Со сигурност ќе ви кажам, тоа луѓето што го прочитале тоа се адвокатите што го составиле тоа. Никој друг. Тие политики за користење или услови за користење, кои што всушност се ние ги читаме како начин на кој што ги перцепираме како инструмент за наша заштита. Тие не се инструмент за наша заштита, тие документи. Тие документи се инструмент за заштита на компанијата која ве ја нуди услугата. Тие им даваат многу повеќе права тој документ и ние се согласуваме со кликање на копчето се согласувам, автоматски или полуавтоматски, или со размислување или без, за да се заштити компанијата после од било што ќе се случи на таа социјална мрежа, ние нема да ни се допаѓа. Постфестум. Спомнавте бесплатни. Секој пат кога нешто е бесплатно на интернет, корисникот е тој што е производ. Корисникот се продава на некој друг. Ако имаме бесплатен имейл, нашата содржина на имейлот се продава, нашето внимание се продава, нешто наше се продава. Првата лекција во економијата, барем она што го учевме ние на факултет, е дека нема бесплатен ручек никаде. Нема. Како или колку може релевантните институции, оние кои што постојат за да не заштитат, практично да не заштитат од ова. Зборуваме за државните институции кои што би требало да можат да се справат со овој сајбер криминал. Многу, за жал, ќе дадам изјава која што можеби нема да се допадне некому, но многу е тешко денес. Не дека државните институции не би сакале тоа да го направат. Проблемот е што ваквиот сајбер криминал, сајбер измами се дистрибуирани буквално преку цел свет. Нашиот легален систем, нашите инструменти на присила, полиција, обвинителство и така натака, немаат домет, немаат досег толку брз до криминалци кои што седат Русија, Украина, Казахстан или било каде, Америка, Кина, Кореја, не знам, преку цел свет, затоа што едноставно пребрзо се движат криминалците, системите на кои што се користат пребрзо можат да бидат релоцирани на едно или на друго место. Никако е скоро е невозможно толку со доволна брзина било која институција да реагира за да ги заштити своите граѓани. Ќе дадам практичен пример.
Пред 2 седмици се случи една многу непријатна ситуација на интернет. Не би сакал да влезам во детали, но неколку проминентни личности во Македонија беа изложени на интернет преку разни сајтови за измама кои што нудеате такви суплементи. Бев вклучен во истрагата како припомош на други луѓе и еве што научив за еден можеби ден и половина заедно со еден мој драг колега кој што ми помагаше во целата ситуација. Сајтовите беа регистрирани, значи нивните имиња беа регистрирани во Јапонија. Сајтовите се криеа позади систем кој што се вика Cloudflare, кој што комплетно маскира, не знаете каде на интернет стои вистинскиот сервер, но имаше не повеќе, имаше 3 или 4 идентични сервери со идентична содржина. Самите сервери беа направени на таков начин да ја менуваа содржината во зависност од тоа од која држава им пристапувате. Ако им пристапите од Македонија, ќе добиете една содржина со слики, доктори и така натака. Од друга држава ќе добиете некоја генеричка содржина, од трета држава ќе добиете други слики, од други доктори. Буквално до тоа ниво е направена промената и на крај јаготката на шлагот, името на лицето кое што го регистрирало цело тоа, успеавме да најдеме име и адреса, и тоа беше кафич во некаде во Казахстан. Буквално го најдовме, постои кафичот, телефонски број и така натака, името на човек веројатно е лажно, но постои некаква контакт локација и адреса која што комплетно лажна. И сето тоа е расфрлано од Јапонија, преку Казахстан, преку 4 различни сајтови расфрлани по цел свет, преку маскирање на тие содржини за различни медиуми, за различна публика. Јас не знам која е таа, освен NSA кој што ќе ги снима сите целиот овој собраќај во живо, друга државна институција било каде во светот што може нешто во живо да направи. Едноставно е невозможно. Последиците може да бидат сериозни. Зборувавме пред разговорот дека течеше линкот на колешката Кристина Талеска-Големтеова, зборувавме дека последиците се сериозни. Дека може да бидат. Може да бидат сериозни. Ќе почнеме од ова е бенигната варијанта, измама, употребено е нечiji лик за да се продава некаков суплемент, лек. Веројатно не е лек, веројатно е во најдобар случај само витамини. И веројатно нема ни да стигне никогаш на адресата. Исто така, но може да одиме во многу посериозни, многу поопасни злоупотреби, почнувајќи од уцени. Значи, многу често се случува да ваквите фотографии истечат, па потоа бидат конструирани во некаков контекст и некој му се бараат пари за да не бидат објавени на интернет. Постои еден специфичен термин sextortion, сексуално уценување, кое што е исклучително опасно психолошки по луѓе. Во Британија се познати истражувања, BBC има многу самоубиства врзани со овој тип на уценување. Луѓето се под толкав притисок тоа да не излезе, да буквално извршуваат самоубиства. Тоа е страшно само по себе. И да одиме уште понатака во злоупотребата, како што јас наеднаш од англиски прозборев магично италијански, колку е тешко на јавна личност денеска од некое видео кое што ќе биде видено на интернет, симнато од интернет, да и се стават зборови во уста и устата да биде синхронизирана со тие зборови. Затоа и него титлувавме видеото за да се забележи начинот на изговарање на зборовите, за да биде појасен до гледачите, а потоа и го преведовме во рамките на емисијата. Најфрагилната категорија од животот на луѓето се децата. Така. Сите сме, секој живот е значаен, меѓутоа најфрагилната, најчувствителната категорија се децата, оние кои што не може да се заштитат. Како ние да ги заштитиме, како да го регулираме нивото на информација кои што стигаат до децата. Како да ги одбраниме од ваквите напади? Освен со многу разговори, многу едукација, за жал не можеме многу да направиме. Добро е да им кажеме што постои, добро е да им покажеме и да им објасниме што постои. Добро е да им кажеме која е последицата, таа страшна последица да буквално некој помисли на самоубиство или на одземање нечiji живот од притисокот што го чувствува. За жал, истата таа група на луѓе, децата, не се само најранливата категорија. За жал, некако се и најсуровата категорија. Меѓу себе, кога се однесуваат, го имаме оној момент на булиинг, кој што е познат, го имавме дури во Србија, мислам дека беше еден драматичен случај на момче кој што уби неколкумина поради булиинг. Непотврдено, така разбрав.
тој булинг исто така многу е лесно да биде направен преку вакви фотографии. Едукација за тоа дека децата со вашите другари, со вашите сокласници, ова е само шега, од територијата на шега е да се насмееме и влегува во сериозна опасност, е предмет која што дефинитивно, ајде ќе се обидеме ние со медиум, но секој родител треба да разговара со секое дете. Бескорисно е да се мисли дека некој некаде ќе го забрани, ќе го поправи, дека училиштето магично ќе го среди. Училиштето не може да го запре интернетот. Секој од овие деца има мобилен телефон со свој интернет. Дури добив прашање пред некој месец дена дали треба училиштето да го забранат TikTok и Facebook на училишната мрежа. Еве и да го направат тоа. Се што треба детето да направи е да се префрли на 4G, 5G мрежа и да си продолжи да си вози како ништо не се случило. Домашна едукација, разговор со децата, постојан покажување дека ова навистина не е тема со која треба да се шегуваме. Не е работа и да се чекаме после школа да се тепаме. Посериозно. Интернетот е своевидно оружје современо, како што се ладните оружја, огнените оружја и така натаму низ годините на постоењето на човекот, и од нас зависи од тоа колку ќе се едуцираме и колку ќе се подготвиме и колку ќе ги подготвиме оние што доаѓаат за тоа како се користи тоа оружје. Меѓутоа едно моќно оружје е и ова каде што сме денеска, тоа е телевизијата, тоа е традиционалниот медиум, тоа е радиото и слично. Дали може традиционалните медиуми да помогнат во, ако не лоцирање и отстранување, барем во намалување на ефектите на она што се случува во сајбер просторот? Се додека да, постои инструментот на втора потврда. Многу квалитетен инструмент за било која информација што ќе ја видите на интернет. На интернет секој може да напише што сака, може да продуцира безброј копии од истата содржина за да излезе дека содржината е валидна. Еден поквалитетен медиум со добра уредувачка политика, како телевизија, како радио, посебно државно спонзорираните радија кои не зависат толку од реклами, се добра потврда. Ако го има и на таа телевизија, ако го има тоа како вест и на тоа радио, секако со соодветна уредувачка политика и филтри на квалитет, апсолутно може повеќе да се верува на таа информација. Ако постои само на интернет, ама не плива на овие други уредувани медиуми, повторно потенцирам, уредувани средени медиуми, многу е помала веројатноста дека тоа е вистинска вест. Истото важи за печатените медиуми со добра уредувачка политика. Ако го има во New York Times и го има во Wall Street Journal, е многу поквалитетна информација, отколку ако го има само на facebook.com/нешто. Затоа луѓето треба да им веруваат на традиционалните медиуми, треба да му веруваат на образованието, треба да им веруваат на едукацијата, треба да му веруваат на она што со години па и со векови наназад се создава од папирусот па до ден денешен. Тоа е медиумот кој што, како кажавте, е со добра уредувачка политика. Сајбер просторот е бесконечна тема, неограничена, разговорите може да течат бесконечно, неограничено. Божидар Спировски, експерт за сајбер безбедност, ова утро гостин во Македонија на утро. Редовен гостин сте и ќе бидете понатаму на оваа и слични теми се со цел да ги едуцираме граѓаните. Благодарам. Да, благодариме што бевте ова утро со нас.